Мене денеска за вас, посебно за сите студенти кои што студираат на Универзитетот Гоце Делчев, е личност која што може да им понуди многу информации кои што се уште како важни, посебно со оглед на тоа дека студентите уште како сакаат да заминат некаде да соберат искуство од универзитетите, коледжите во странство. Со нас денеска е Маријана Димитрова Кротева од Центарот за меѓууниверзитетска соработка на Универзитетот Гоце Делчев. Маријана, добар ден, добре во нашето студио. Добро ве најдов. Центар за меѓууниверзитетска соработка на Универзитетот Гоце Делчев, долго време си во него и веројатно најмногу од искуствата се во соработката со студентите. Дали сум во право кога велам дека многу од нив сакаат да видат како е да се студира и во странство? Па, за среќа да. Да, особено последните неколку години има голема промена кај студентите. Се претпоставуваме дека влијат овде повеќе фактори, меѓутоа на ниво на универзитет да речеме, значи почнавме со Еразмус програмата пред 2 години, ја најавуваме од 2009 година и сметаме дека тоа беше една од главните причини кои што влијаеше кај студентите за да се охрабрат, да соберат искуство од она да што аплицираат и да заминат некаде надвор по основ на студиски престој. Значи тие заминуваат по основ на работа, сезонска работа и така по Германија, по Америка, меѓутоа ова е нешто сосема поинаку. Така, Еразмус програмата е многу популарна, се споменува многу меѓу студентите. Претпоставам ја следам постојано, не само овде во Македонија, ако погледне човек по интернет, присутна е насекаде. Сега на Универзитетот Гоце Делчев, колку што знам, веќе 2 години актуелна, спомена, разликата е во тоа дека сега не е веќе сезонска работа, туку станува збор за нешто сосема ново. Што е новината? Студентите преку Еразмус заменуваат на студиски престој. До сега заменуваа на студиски престој со време трајање од 1 семестар. Најчесто ги испраќавме во текот на пролетниот семестар за да имаме време тие студенти кои што се пријавиле, кои што го добиле тоа право да бидат носители на Еразмус стипендија, да имаат можности да се малку подготват и за промената во начинот на студиите, меѓутоа и како резултат на културолошките промени со кои што ќе се соочат кога ќе заминат во другата држава. Како што кажав, овој Еразмус универзитетски чартер ние го имаме од 2009 година, меѓутоа програмата започна да бива функционална од академската 2012-2013 година. Практично тогаш ние ги испративме нашите први студенти, вкупно 25 од нив, 24 од прв циклус на студии и имавме еден докторант. Заедно со нив минатата година имавме и двајца професори од наставен кадар, професор од факултетот за музичка уметност и професор од земјоделскиот факултет, кои што исто така заминаа, бидејќи оваа програма досега беше отворена за студентите и за наставниот кадар. Опфатени се сите факултети, сите студиски програми на Универзитетот Гоце Делчев на 13 факултети? Да, опфатени се, сепак нема интерес од сите. Најголем интерес има од така сега ако треба да ги наброиме, факултетот за медицински науки, економскиот факултет, правниот, филолошкиот факултет, тоа се некои од факултетите од кои што најмногу имаме апликанти. Останатите се малку повеќе пасивни. Меѓутоа се постојано организираме инфоденови и преку овие инфоденови значи нудиме информација од прва рака што се вели и се обидуваме да ги охрабриме и нив. И на ваков начин веројатно информациите ќе стигнат до сите нив. Околу 50 на студенти колку што можев да соберам, математика не ми дојде добро, тука некаде, се околу 50 во 2 години, така ќе му дојде некаде. Па да, 25 првата, 34 имаме во втората година, со тоа што втората година имаме повеќе докторанти, тројца докторанти, останатите се исто така од прв циклус. Наша цел е да ги мотивираме малку студентите од втор циклус на студии, што се од постдипломски студии, и тие да аплицираат, бидејќи за сега интересот од нивна страна е значително мал. Веројатно фидбекот е многу важен кога се вратат. Како е организирано сето тоа кога ќе се вратат студентите од престој во странство, учеле, дали има некоја форма во која можете да видите што е тоа што сте го постигнале? Секако дека има. Прво вака да објаснам, значи начинот на кој што се шират информациите за искуството на студентите. Од кога се заврши со целиот процес на аплицирање, ние организираме подготвителни средби пред да ги испратиме студентите.
При тоа ги мотивираме за дел од активностите тие малку сами да се ангажираат, како да речеме обезбедување на виза, начин на кој што ќе патуваат, обезбедување на сместување делимично. Овде голем дел од универзитетите каде што ги испраќаме нудат сместување во студентски домови или преку тие Еразмус организации им помагаат. Меѓутоа, тоа е еден начин, еден почетен предизвик за студентите да сами нешто направат, да се активираат, со цел да се запознаат со местото каде што одат, нели малку да истражуваат пред да заминат. На тој начин да се подготват. Заради тоа се и тие подготвителни средби пред заминување. Кога се вратат, имаме една финална средба каде што сите кажат кој како поминал и искуство како било, се што било, искуството. Сега, по враќањето, пред заминување се подготвува потребната документација. Секој студент пред да замине знае што ќе прави на тој универзитет. Точно кои предмети ќе ги слуша, кои испити ќе ги има, кај кои професори ќе му бидат, колку кредити му носат. Значи тоа е нешто што се средува со договор за учење кој што се подпишува од една страна универзитетот наш Гоце Делчев, од друга страна студентот и универзитетот каде што заминува. Студентот е спремен, значи на тој начин. По враќањето носи два важни документи. Едниот е уверение за положени испити, другиот е документ како еден вид сертификат за присуство. Значи, точно се наведени датумите од кој до кој датум студентот бил. Сека на сите тие универзитети семестарот горе-доле трае исто, меѓутоа со плюс-минус денови во почеток на семестарот, да речеме, и заради тоа се битни датумите. Врз основа на тој сертификат што е уверение за положени испити, кој што го донесува студентот, се врши признавање на постигнувањата кои што ги извршил таму. Значи, положил предмети, сето тоа овде се средува со една одлука, да, му се признаваат испитите, доколку има некои дополнителни предмети кои што ги полагал, истите му влегуваат во додаток на диплома, значи од сите страни, како да кажеме, е во добивка. Значи најважно од се не чувствува прекин во студирањето овде, му се признава семестарот, слушна да му положените испити и добива искуство што бил некаде да види како се учи и на добива големо искуство и лично од аспект на запознавање, воспоставување контакти, меѓутоа и студиско, професионално, како да кажеме, се е тоа голем плюс и бенефит за неговиот понатамошен развој како студенти на професионално. Така, важна работа е секако трошоците. Дали има некоја стипендија, нешто на што може да сметат студентите кога на Еразмус размена? Стипендија имаат, таа стипендија одредена од страна на Европската комисија за сите држави е иста. Да кажеме дека првата година беше 355 евра за сите, без разлика кој каде оди. Минатата година еве сега овие студенти кои што одат имаат во зависност од државата каде што заминуваат. Секаде е различно, се движи од некаде 341 евро месечно за Бугарија до 580 евра за Шпанија, Италија и така некои други земји каде што стандардот е малку повисок. И уште поважно критериумите, бидејќи дали се гледа на успехот оние кои што конкурираат, што е предуслов за еден студент да може да се надева дека ќе замине, бидејќи нема секој што ќе поднесе апликација веројатно да отиде на Еразмус размена. Ние вака, значи распишуваме конкурс на универзитетот. Еден од главните услови за да може воопшто да конкурира еден студент е да биде редовен студент на нашиот универзитет и да има запишано најмалку трети семестар. Сепак првата година малку нека е кај нас на УГД. Веќе потоа просекот може да биде важен, меѓутоа не е од пресудно значење. Многу поважно е да ја видиме мотивацијата на студентот за учество во оваа програма. Тие дел од документацијата која што ја поднесуваат е и преку мотивационо писмо. И битно ни е да видиме колку е заинтересиран на вистина студентот, бидејќи станува збор за малку подолг престој, значи тоа се најмалку 4 месеци каде што треба некаде да замине и треба да видиме ние дека студентот е стварно подготвен да замине, се чувствува спремен и дека навистина е мотивиран да аплицира и навистина вреди да ја добие оваа стипендија. Веројатно соработката со факултетите уште како битна во поглед на студентите. Тие аплицираат сами, меѓутоа потоа се добиваат информации од факултетите, претпоставувам. Секако, тие аплицираат кај нас, го искажуваат својот интерес за тоа каде сакаат да заминат. Секој има право тоа да го каже. Потоа во зависност од соработките што ние ги имаме подпишано, ги распоредуваме. Значи се трудиме секој пат да им излеземе во пресред, да им ја исполниме желбата, меѓутоа некој пат кога не сме во можност, едноставно е така, им нудиме друг универзитет.
Тука ќе напомнам дека сите универзитети со кои што имаме воспоставено соработка се навистина врвни универзитети, стари универзитети, вреди да бидат посетени. Во Европа најголем да станува збор, така? Сите се во Европа, сите се овие за Еразмус програмата зборувам, сите се во Европа. Не мора толку да се оди по тоа колку е комерцијализирана една држава, па да сакаме сега да одиме во Италија, Шпанија или не знам некаде на море. Значи може да отидеме и во Романија, да кажеме, може да отидеме и во Словенија и други некои држави каде што сепак има навистина добри универзитети кои што вреди да бидат посетени. Овде е Литванија, овде е Естонија, како држави кои што се малку и подалечни, па и на некој друг начин се предизвик сами по себе. Посебно во поглед на образовен систем, јако европски кредит трансфер систем, сепак убаво е да се види како се тоа функционира некаде на друго место, да споредиме каде сме и ние, самите студенти да споредат. И сега 2 години помина, искуствата се тука. Сега некои студенти, колку што знам, завршува семестрот, ќе се враќаат веројатно полека. Новиот конкурс ќе треба да биде на повидок, кој што носи новина, една голема новина, кога ставна збор за тоа дека и универзитетот ќе има, нашиот универзитет ќе прима студенти. Вака сега, да, тоа е една од новините. Значи досега ние функциониравме како институција испрекеч од следнава оваа академска година која што следи од есенва, ќе примаме студенти исто така кај нас и овде можам да кажам дека веќе имаме заинтересирани и имаме добиено неколку апликации. Првичните апликации не се од студенти од Словенија и од Белгија, кои што сакаат да дојдат овде кај нас. За сите овие студенти ние се подготвуваме, пред да стигнат кај нас ние ги информираме на англиската верзија од нашата веб страна, имаме за Erasmus Plus програмата и овде имаме детални информации со студиските програми, значи со некои, како да кажеме, битни, важни информации од логистички аспект кои што би им биле потребни на студентите. Во тој поглед за овие студенти имаме и она што се нарекува Erasmus Buddy. Распишавме конкурс помеѓу нашите студенти, така полесно и за оние кои што не заминале од кај нас, па малку да се запознаат со некои други од страна што ќе дојдат да разменат искуства, знаења и така натаму. Имаме апликанти од нашите студенти за ова Erasmus Buddy. Тоа всушност представува едно Erasmus другарче кој што најнапред преку имейл преписки или не знам преку социјалните мрежи му помага на тој студент да се снајде, да дојде некако во штип, да му се помогне со сместување така нешто. А потоа се разбира тука овде кои ќе дојдат може да се дружат и така натаму. Колку е квалитетна новина тоа што универзитетот се вклучува комплетно во Erasmus програмата, што значи за самиот наш универзитет Гоце Делчев тоа што ќе имаме студенти кои што ќе дојдат пак кај нас во оваа трета година од програмата? Па самото тоа што се врши веќе размена по основ на реципроцитет. И што има интерес уште повеќе, и што има интерес, тоа е веќе доволен податок да каже колку ние уште од почетокот сме насочени кон интернационализација на универзитетот и сме расположливи за мобилност по секаков основ. Убаво, може за студентите во секој случај да напоменеме конкурсот излезен, не излезен, кога се подготвува, кога може да очекуваат студентите? Конкурсот се уште не е излезен. Во врска со оваа програма ние сме во тесна соработка и како да кажем на некој начин сме администрирани од страна на Националната агенција за образовни програми и мобилност на Република Македонија. И очекуваме некоја уште дополнителна финална документација од кај нив по основ на доделените места кои што ги имаме за да можеме да го распишеме конкурсот, инаку сме сосема подготвени. Конкурсот ние очекувавме да го распишеме во втората половина на месец јуни. Се уште очекуваме и се надевам дека во најскоро време ќе биде распишан. Меѓутоа, конкурсот го објавуваме секогаш на почетната веб страна на УГД и циркуларно оди помеѓу студентите и наставниот кадар. Така што службени пошти, на службените пошти и овие студентските мејлови кои што ги имаат. Сега овде би сакала да напомнам следното. Од оваа академска година студентите кои што аплицираат имаат малку поголеми можности, кои што може и сами да ги менаџираат, односно досега заминуваа на еден семестар на мобилност. Од следната академска година имаат право на 12 месеци и тоа да заминат по основ на студиски престој или по основ на пракса. Тоа е новина за студентите. За наставниот кадар се уште е исто, останува една работна недела на некоја од институциите, а новина е тоа што исто така и административниот кадар може да аплицира. Значи да замине на една недела престој на некој универзитет
Еве конкретно да кажеме од некој од нашите центри или други служби кои што ги имаме во скоп на универзитетот, може некој од нашите вработени да замине да види како се работи на некој друг универзитет. Бенефит во размена на искуствата и во поглед на кадрот кој што работи на универзитетот Гоце Делчев. Ефикасен начин на мејловите да ги добиваат на веб страната на универзитетот Гоце Делчев. Меѓутоа, да кажеме на крајот, практично е да се знае и каде може да го најдат центарот за меѓууниверзитетска соработка, бидејќи можете и лично претпоставам да дојдат да се информираат. Секако дека можат. Сега центарот е дислоциран, односно се наоѓа во зградата на новиот ректорат во Ново село. Таму може да ме побараат студентите, може на имейл да комуницираат. Јас би сакала само да посочам едно нешто што е многу важно и како некоја идеја се пројави низ минативе 2 години, што е важно за студентите, дека целата документација која што ја поднесуваат на конкурсот на УГД треба да им биде на македонски јазик. Значи, мотивационото писмо кое што ќе го изработат, изјавата која што имаат како формулар и препораките кои што ги добиваат од професорите треба да бидат на македонски јазик. Исто така, сите оние студенти кои што се заинтересирани да аплицираат, може да почнат да се подготвуваат, бидејќи сега веќе време на колоквиуми, финални испити, па потоа доаѓаат годишни одмори, значи ќе им бидат потребни 2 препораки. Може да бидат од професор, од асистент, од некој кој што ги познава, кој што каде што веќе биле на настава. Значи, тоа е нешто како дел од документацијата што е потребна за нив и која што може малку да си ја подготват за подоцна да не испадне дека го распишуваме конкурсот, ама сега јас немам препораки, ми фалат, па ако може да ме чекате до август или... Значи, студенти, подготвувајте се, следете и на веб страната на универзитетот, на Центарот за меѓународна соработка и меѓууниверзитетска на универзитетот Гоце Делчев. Маријана, јас ти благодарам за гостувањето, се разбира и за информациите кои што се важни за студентите, но како што разбрав и за вработените на универзитетот Гоце Делчев, и се разбира, мислам дека воопшто нема да биде лошо оние кои што беа на размена, ќе ги пречекаме и во нашето студио па да ги пренесат искуствата. Да. Благодарам многу. Тоа беше гостувањето во програмата на Универзитетското радио УГД FM на Маријана Димитрова Кроте во Центарот за меѓууниверзитетска соработка на Универзитетот Гоце Делчев за Еразмус програмата, одлична можност за студентите. Благодарам, Маријана.